Средношколците го прекинаа бојкотот на наставата и го растурија кампот, односно шаторите кои што скоро 2 недели беа во паркот пред Министерството. Зошто дојдовте до ваква одлука, имајќи во предвид дека досега претходеа и низа на мирни протести и бојкот на наставата кој што траеше повеќе од 6 недели? Значи, до оваа одлука Средношколскиот пленум дојде дека мисли дека владата више нема легитимитет да расправа за ова важно прашање и истото да го реши во тек на подобро образование во нашава држава. Значи, тука не запира нашата борба, продолжува све до исполнување на нашите барања. Се надеваме дека ќе бидат слушнати, можеби од другите влади кои ќе дојдат, и ние ќе останеме истрени во нашите барања и ќе продолжиме со нашата борба. Кои беа уште еднаш да потсетиме вашите барања? Нашите барања беа реални и исполниви. Значи, тие беа враќање на стариот концепт на државната матура и ставање на екстерното тестирање во мирување. Значи, ние подготвивме и концепт како би изгледало тоа со наши работни групи составени од средношколци, но тој предлог не беше прифатен, дека владата имаше некои поважни работи кои не се во интерес на образованието и не игнорираше цело време беа нашите активности. Она што вие како средношколски пленум побаравте средба со надлежните, односно исполнување на вашите барања, но до истата не дојде. Зошто? Тие не игнорираа, не нарекуваа и група на заинтересирани граѓани. Мислам дека беше јасно дека средношколците, секој средношколец е представник на средношколскиот пленум. Тие создаваа и други групи, нарекувани средношколци од двајца тројца, кои нема голема поддршка кај средношколците, значи не игнорираа, не ќе да го решат овој проблем. Не знам кој им беше целта и не ќе да не разберат. Значи, во Македонија се случуваше и се испишуваше историја средношколци да кампуваат, да излегуваат на маршеви и да имаат голема поддршка од сите во Македонија. Значи, тие беа глуви на нашите барања. Не знам која е причината или има некои поважни бизнис интереси за да не го решат нашето прашање. Средношколскиот пленум најави дека борбата не застанува тука, иако се растури кампот и се прекина бојкотот на наставата. Поради краткиот временски рок кој што ви останува на матурантите, нели, да ја полагате државната матура. Но најавивте дека оваа борба за подобар образовен систем нема да прекине тука, односно ќе продолжи на следните генерации, а на надлежните им оставивте простор од овие престојни летни месеци да размислат и повторно да разговараат околу вашите барања. Односно, можеби би бил ставен во прашање стартот на новата учебна година. Зошто? Значи, средношколскиот пленум ги разгледува сите можности на продолжување на отпорот кон лошото образование. Значи, се става и знак прашалник и дали ќе се полага екстерното тестирање. Значи, се работи на сеопфатна дебата и анализа на средношколците како ќе продолжиме нашата борба. Значи, се разбира, борбата останува и на следните генерации, и ова движење ќе трае и секогаш ќе го има зад врата на некој кој ќе мисли да потпише лош образовен концепт, ќе знае дека средношколците ќе му бидат зад неговата врата и ќе бараат промена на истиот. Дали прекинот на бојкотот на наставата може да се свати од друга страна како раскол помеѓу средношколците или можеби недоразбирања во делот на тоа што се вашите клучни барања? Дали последниот период имаше различни размислувања или можеби притисоци кои што влијаја да се прекине бојкотот? Се разбира, притисоци имаше како и од Министерството и од високите представници на истото и од директорите на школите. Значи, беа пишувани списници без заведување со деловоден број, како закана кон учениците што беа предводници на бојкотот во училиштата или координатори. Значи, тоа е многу лошо во едно демократско општество каде што ние живееме и се соочуваме со притисоци на малолетни лица. Значи, тоа е недозволиво и мислиме дека бојкотот беше решение или одлука која траеше више, значи оваа борба се водеше 5-6 месеци. Ние почнавме со не толку ригорозни мерки за бојкотот да биде крајна и да биде разумна, да ги прифатат нашите барања и да одговорат на истите. Уште една на крај порака во делот на тоа дека не прекинува овдека борбата за подобар образовен систем и што вие еве како матуранти ќе направите бидејќи вие завршувате учебната година, но зад вас остануваат генерации кои што ви дадоа поддршка за целиот период на бојкотот. И глувиот слуша и слепиот гледа, од прекинување на кампот и бојкотот во образование во Македонија нема. Значи, ние како
како матуранти ќе им ја дадеме целата поддршка и ќе ги поддржиме во натамошната борба на средношколците до исполнување на нивните барања. Ние секогаш ќе бидеме тука за нив и морална поддршка за да продолжат со оваа борба, дека тоа зависи како за нас, така и за нив и за следните генерации, да биде образованието така како што треба и да припаѓа на средношколците и на целата образовна структура во Македонија.